На 28 години ќе ви дојде една луда идеја. Тоа е да почнете да снимате за YouTube. Сите ќе ви велат дека сте луди, дека не треба да го правите тоа и дека има премногу луѓе кои што веќе го прават. И дека треба да си најдете стабилна работа, бидејќи веќе годините ве газат. Најбитното од се е да не ги послушате and to go for it. Здраво пак и пред се би сакала да ви се заблагодарам на сите што го гледате видеото во овој момент и да ви се представам за тие што не ме знаете. Која сум јас и што работам? Јас сум Настасија и работам како онлайн и фитнес тренер, онлайн и персонален фитнес тренер. Значи, морам да признам дека малку имам трема и дека може ке трескам глупости, ба тоа е животот, не е права линија и ова видео не може да биде совршено. И колку полесно го прифатиме тоа дека совршенството не постои и постои, едноставно се што не е совршено е совршено. Кој разбира, многу полесен и поубав ќе ни биде животот. Зошто сум денеска тука? Тука сум бидејќи сакам сето тоа што го знам и сето тоа што го имам применето во мојот живот, врз мојот живот и во работата со моите клиенти да ви го пренесам. Сметам дека тука ќе можеме длабоко да навлеземе во темите и подлабоко да разговараме и да разработуваме теми. Како ќе се одвива целиот концепт, искрено уште немам некој конкретен план. Од секаде ми се појавуваат знаци дека треба да снимам и верувам дека најверојатно ова видео ќе му треба на некој и ќе му помогне за време на празниците да ужива во нив, а не да се казнува и да се изолира од сите. Па поради тоа, бидејќи едноставно сме во таква сезона, би сакала и првото видео да биде како да уживате во празниците, како да не се обвинувате себе си и како да може да јадете без грижа на совест. Особено за вас, во кој што јас се пронаоѓам, бидејќи бев многу долг период едно од вас, што се соочуваат со емоционално прејадување и луѓето кои што едноставно немаат контрола врз храната. Затоа, да можам да се вратам назад, пред некои 5-6 години, 10, веќе не се не сеќавам, што би рекла на Настасија. Немој да се ограничуваш. Дозволи си се. Најлошо нешто што може да направиш е да ја поделиш храната на дозволена и на забранета. И едноставно дозволи си да уживаш во храната. Седни, осети го мирисот, осети го вкусот и немој постојано фокусот да ти биде на храната. Кога ќе се спремаш да одиш некаде, не размислувај каква храна ќе има таму. Размислувај за тоа дека ќе одиш да си поминеш убаво, да се видиш со најблиските, да си поминеш убаво со колегите, да го прославиш секој момент и едноставно да ти биде убаво на душата. Бидејќи колку повеќе размислуваме за храната и се трудиме да не размислуваме за храната, ние толку подсвесно повеќе размислуваме. Колку повеќе си забрануваме нешто, толку повеќе го сакаме. Ке ти дадам еден пример. Замисли дома, имаш во една фиока скриени колачиња, на кои што си вети дека нема да мислиш, и имаш урми или јаболка во фиоката одма што се наоѓа пред тебе. Знаеш дека урмите и јаболките ти се дозволени, едноставно немаш потреба да мислиш цело време на нив. А тие колачиња кои што ги сокри на крајот, во последната фиока, постојано ти го демнат мозокот. Ти викаат, изедиме, само едно, веќе нема утре. Зошто е тоа така? Бидејќи ги сметаш за нешто што е забрането и на нашиот мозок тоа му станува поатрактивно. Постојано го сакаме тоа што не можеме да го имаме. Затоа речи си, не знам, ако треба зборувај се со колачињата. Кажи им, можам да ви имам, можам да ве јадам кога сакам. Ради тоа нема да ве сокривам. Ќе ве ставам тука. Едноставно кој ќе ми се пријаде, ќе земам едно. Но ќе земам едно и нема да го изедам од нога. Ќе седнам и ќе уживам додека го јадам. Затоа што не е поентата да се казнува себе си и да се забрануваш. Мора да си го дозволиш нештото, за да сватиш дека и немаш потреба за него. Знам дека не е лесно и знам колку време се бори со ова и знам дека се имаш пробано, но има начин. Има начин.
Се додека не се откажеш, ќе најдеш начин и ќе успееш. Зашто ќе зборуваме на овој канал? Ќе зборуваме за навики, ќе ви споделувам совети, ќе зборуваме за емоционално опредување, ќе ги опфатиме основите, како треба да изгледа еден оброк, ќе зборуваме исто така како треба да си го планирате својот тренинг, како да си направите еден сплит. Ќе влегуваме многу подетално за сите теми на кои што зборувам на Инстаграм, бидејќи таму едноставно форматот на видеата, а и никој не влегува на Инстаграм за да научи нешто. Колку и да се лажеме дека Инстаграмот ни е тука да учиме, тој може да ни измотивира, да ни помогне да се насочиме кон нешто, но сепак едно видео од 1 минута не може да ни помогне да видиме поголемата слика. И поради тоа многу пати и мене ми се случува луѓето да ме разберат погрешно. Јас да сакам да ви кажам нешто убаво, а да го кажам тоа на некој погруп начин и некогаш и да ве повредам и сум свесна за тоа и поради тоа одамна сакам да го направам овој чекор. Сакам да почнам со снимање на видеа, но се кочав со тоа дека немам добра камера, немам не знам се што ми треба. Треба телефон. Телефонот е пред мене и купив еден ring light. Не знам дали така се вика искрено. И тоа е, дечки. Фала ви за секоја подршка на социјалните мрежи, фала ви за секој лайк, за секој шеар, за секој коментар. Јас верувам дека се може и дека се можете и заради тоа некогаш знам и да ве боцнам со некој коментар кој што знам дека ќе ве повреди, но едноставно кога ќе сватиме дека некогаш и болката не мотивира, нема да се лутиме. И не знам веќе што да кажам, мислам дека би го завршила тука ова видео. Не знам ни како се едитира, не знам ни како се аплодира, сега ќе го прашам ChatGPT да ми помогне. Ако успеам, би го аплодирала до денеска, во среда, да го имаме првото видео на 24.12. Ако не, да знаете дека денеска го снимив, а кога ќе успеам да го објавам, не знам. И се гледаме, ако имате некоја конкретна тема за која што сакаме да разговараме во следното видео, пишете ми, ако не, јас ќе се послушам себе и својата интуиција, како што се послушав и денеска. Бидејќи од секаде ми се појавуваат знаци дека морам да почнам да снимам, и еве сум денеска тука, ве сакам, уживајте во празниците, дозволете си се, можете се, но немате потреба од се, да го знаете тоа. Можам, ама не морам. Тоа многу често знам да го применувам кога сакам да изедам некоја храна, ама знам дека не ја сакам јас стварно од дното на душата, ќе си речам можам, ама не сакам. И не морам. Океј, се гледаме, дечки.